се наоѓаме на залезот, би се рекло, од туристичката сезона, го трошиме септември, меѓутоа ова е една поинаква сезона среде пандемија. Кои се впечатоците? Како успеавте да ја истуркате оваа туристичка сезона? Добар ден и на вас. Добре дојдовте во туристичката дестинација Дојран. И како што напоменавте, се наоѓаме на крајот на залезот од туристичката сезона, меѓутоа можам да кажем дека не е крајот на туристичката сезона, затоа што според моје мислење ова туристичка сезона ќе биде продолжена туристичка сезона поради повеќе фактори, меѓутоа и поради самата ситуација. Меѓутоа, еден од побитните фактори е тоа што се уште има неискористени ваучери кои што ќе треба да се користат до крајот на годината, односно до 15 декември, а по најавата веќе на владата дека ќе се дадат нови ваучери за пасивните баратели на работа и за пензионерите, тоа значи по автоматизам и плюс дополнителен број на гости во Дојран, што значи ќе имаме гости до крајот на годината, а тоа значи плюс приходи и за општината од туристичка такса, меѓутоа и плюс приходи за сите кои што имаат соби за издавање, хотелиерите, рестораните и така натаму. Се навраќам на почетокот на туристичката сезона околу 1 мај, кога имаше прва навала, би рекла, на посетители и настана вистинска мешаница, бидејќи гостите не ги почитуваа протоколите, имаше мешаници, хаос, дополнителна асистенција на гранична полиција и комунални редари. Како оттаму наваму се одвива туристичката сезона во смисол на почитување на протоколите? Да, тоа беше на самиот старт на сезоната, меѓутоа со самата настаната криза, уште на средината на март почна наливот на гости во Дојран, посебно оние кои што има викендици овде во Дојран. И ние, откако изреагиравме и со одлуката која што ја донесе Советот, да нема миграција помеѓу населените места, поради тоа што тоа е навистина причина за ширење на вирусот, имаше секакви реакции, од позитивни од локалното население до негативни од оние кои што поседуваат викендици и кои што доаѓаат во Дојран. Меѓутоа, сакам да напоменам дека тоа беше поради грижата не само за нашето население, туку и за тие кои што доаѓаат. Сакам да кажам дека тоа беше со цел да се направи, односно да се спречи ширењето на вирусот, иако во тој период не знаевме колку време ќе ни биде потребно за стагнација на вирусот, како што гледаме се уште не е стагниран и се уште ова сезона е специфична поради одвивањето во услови на пандемија COVID-19. Меѓутоа се одвива на тој начин како што се одвива, правевме повеќе напори за спречување на ширење на вирусот, од семинари до обуки за издавачите на соби, до соделење на флаери, пропаганден материјал како треба да се однесуваат во услови на COVID-19, со шетање на радери и контрола на одвивањето на цела ситуација, со пратење на како се однесуваат рестораните и сите угостителски објекти и ред други мерки кои што ги правевме. Така што мислам дека сме задоволни од ситуацијата и од сето она како се одвиваше сезоната, а пред се поради фактот што еве се уште немаме, имавме одредени случаи кои што беа регистрирани, 6 случаи на COVID-19, но сето тоа брзо се заврши, беше констатиран кластерот, спречени беа изолирани случаевите и така сега во моментов немаме ниту еден заболен од вирусот. Изминативе месеци не се направи овде кластер Дојран, кластер туризам. Да. Кои се според вас причините за тоа? Дали туристите? Не би рекла дека се баш туристите, бидејќи можеме да забележиме се уште групирања и непочитување. Не се почитуваат доволно. Што е тоа што ве заштити од негативен маркетинг, би рекла, и прогласување на Дојран на ризично подрачје? Не се почитуваат доволно мерките, тоа мора да го констатираме, меѓутоа имаме среќа што не ескалираше ситуацијата и што во моментов е под контрола. И покрај нашите заложби сето тоа да се почитува растојание, да се носат заштитни маски. Правевме повеќе акции, меѓутоа мислам дека до одреден степен ни помогна фактот што дигнавме поголема прашина околу почетокот на сезоната, како што напоменавте, околу 1 мај, така што мислам дека сите кои што доаѓаа пред се заради сета она фама која што ја подигнавме и се трудеа да ги почитуваат мерките, посебно угостителските објекти. За угостителските објекти можам да кажам дека испаднаа до крај
со почитување на тие мерки и задолженија кои што ги дадовме, исто така и самите приватни сместувачки капацитети и хотелиери се придржуваат кон мерките, така да мислам дека има одредено влијание. За посетителите се трудиме колку што можеме да бидеме и гостопримливи, но и да им кажеме дека треба да ги почитуваат мерките. Добивме финансиска помош и од владата на Република Северна Македонија заедно со Профицио здруженијето, кое што се искористи за изработка на флаери, пропаганден материјал за почитување на мерките, се одржуваа повеќе трибини каде што беа присутни и членови на Комисијата за заразни болести, така што од наша страна беше преземено буквално се за да имаме туристичка сезона, но да биде што е можно повеќе безбедна за посетителите, но и за самите локални жители.